Почитувани граѓани, откако завршија 2 човечки животи во возило на итната медицинска помош, кое се расипало на пат од Крива Паланка до Скопските клиники, деновиве во ризик е доведен и живот на бебе. Превезувано е бебе од Охрид во Скопје, според информациите што ги имаме, во старо возило на итна медицинска помош, кое се расипало на стража. И поради тоа, скандалозно, бебето на стража било префрлано во друго возило на итната помош. Во старо возило на итната помош и завчера е пренесувано и друго бебе, исто така од Охрид, во Скопје. Ова се случува поради тоа што набавените 69 возила на итната помош, до кој што се сликаше Никола Тодоров, немаат приклучок за инкубатор за бебиња. Иако овие возила ги чинат граѓаните 4,5 милиони евра. Затоа, бебињата за кои е неопходна итна интервенција се превезуваат со стари возила на итната помош, кои често се расипуваат. Се расипуваат и новите возила поради нередовно одржување, според информациите што ги имаме и како што е сведок јавноста во Македонија, тоа веќе одзеде 2 живота на граѓани од Крива Паланка. Ова е уште еден аларм за несоодветните здравствени политики што мора да бидат спречени. Поради ваквите политики, според Европскиот здравствен потрошувачки индекс, Македонија е 2-та држава во Европа по лоши здравствени резултати. Несоодветните возила на итната помош за кои што се дадени милиони евра пари на граѓаните и негрижливото одржување на возилата покажува уште еднаш дека Никола Тодоров беше министер за тендери, а не за здравство. Тодоров, Груевски и нивните соработници наштетија на граѓаните и го доведоа во ризик нивното здравје. Во програмата на новата реформска влада, здравјето на граѓаните е врвен приоритет. Во врска со итната медицинска помош, ќе основаме нова, самостојна, јавна здравствена установа на итна медицинска помош, која што ќе ги обедини сите служби на итната медицинска помош и ќе ги поврзува сите болници во Република Македонија. Исто така ќе ја зајакнеме и унапредиме службата за домашна посета со цел да биде достапна за секој граѓанин и во најоддалечените места. За да се заштити здравјето на бебињата и на граѓаните и да почне спроведувањето на програмата, итно е потребно председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Зоран Заев да го добие мандатот за состав на новата влада и во најскоро време да се формира новата реформска влада на граѓаните на Македонија.